Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Вообичаените симптоми на настинка кај децата, како што е растечениот нос, болка во грлото, покачената температура, кашлицата, понекогаш родителите ги толкуваат на погрешен начин. Сметаат дека детето се разболува бидејќи има ослабен имунитет. Но колку горно-респираторни инфекции е нормално детето да прележи во текот на една година? Дали детето треба да се разболува за да биде здраво, односно дали настинките го зајакнуваат или пак ослабуваат имунитетот? Имаме бројни дилеми поврзани со детскиот имунитет, а за сето тоа ќе разговараме со денешната гостинка, доктор Станислава Ангелеска, специјалист по педиатрија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, ќе разјасниме низа вистини и заблуди. Во денешната Телма амбуланта ќе ги разрешиме најчестите дилеми поврзани со детскиот имунитет со доктор Станислава Ангелеска, специјалист по педиатрија во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте, докторке, повторно во студиото на Телма. Добар ден, Марија. Поздрав до гледачите. Веднаш ќе започнеме со разрешување на првата дилема, значи вистина или заблуда. Во првите 40 дена после раѓањето на бебето не треба во домот да доаѓаат гости. Значи ова е едно широко распространето народно убедување кое што било многу актуелно во минатото, сега се помалку и помалку се почитува, но дали ова убедување и оваа практика има некаква медицинска логика? Така, ова е едно од често поставуваните прашања кои што развива дискусија. Го поставивте правото прашање. Првите 40 дена после раѓањето на детето се многу битни како за мајката, така и за животот на самото новородено. Апсолутно се согласувам дека во овој период нема потреба од посета на новороденото, освен од потесното семејство. Овој период е уствари адаптација како на новороденото, така и на мајката на една нова средина. Новороденото, од кој што претходно било затемнето, растело од фетус до новородено во утробата на мајката 9 месеци, сега се адаптира на една сосема друга средина каде што има светлина, се воспоставуваат еден циклус на хранење, на цицање, на спиење, кој што треба да се запази. Исто така и мајката се адаптира на новонастанатата состојба. Тоа е период каде што мајката закрепнува после породувањето, се воспоставуваат една емотивна врска, односно симбиоза меѓу новороденото и мајката. Така да целокупниот овој период уште го нарекуваме и период на леунство. Уствари не бадијала, нашите баби кажале дека битни се прво 40 дена да поминат, па потоа и посета од страна на дворешни членови. А каков имунитетот на новороденчето? Има ли тоа собствен имунитет? Значи, имунитетот на новороденчето, уствари тој новороденото имат имунитет кој што е вроден и го носите од мајката. За време на бременоста, антителата од мајката трансплацентарно преминуваат на новороденото, со тоа што до 4-5 месец самото новородено, односно доенче, е заштитено со имунитет кој што е вроден, велиме, односно од мајката. Наследен, така, наследен од мајката. Понатамо, како што расте самото доенче, доаѓа во контакт со надворешни антигени, со различни микроби, вируси, бактерии, кои што циркулираат во една заедница и на таков начин стекнува свој собствен имунитет. Сега би сакала да напоменам дека овој период од 4-5 месец е уствари еден критичен, вулнерабилен период за самото новородено, за самото доенче, бидејќи тука настанува намалување на концентрацијата на антитела кои што циркулираат во неговиот организам, кои што ги зело од мајката, и при тоа потребно е еден период додека самото новородено почне да создава собствени антитела. Поради тоа се препорачува во овој период доенчињата да не се изложуваат во големи собири каде што имаат голема концентрација на луѓе, бидејќи и во таквите средини циркулираат и повеќе вируси и бактерии. Значи, бебињата на таа возраст ги шетаат родителите во количка во парковите, на отворено, а не во молови, бидејќи гледаме една таква практика, да не се изложуваат непотребно на ризици. Во затворени простори каде што има голема концентрација на луѓе. Сега ќе разрешиме втората дилема, која што вели: првите 3 години се најважни за детскиот имунитет. Докторке, на која возраст детето всушност ќе разви имунитет кој што
ќе биде сличен како кај возрастните и има ли вистина дека првите 3 години се клучни за неговото здравје? Да, точно. Првите 3 години значи се клучни во здравјето на новороденото, кои што го дефинираат и понатамошниот раст и развој на самото дете. Како што напоменавме, првите години, значи првите овие 3 години, детето стекнува сопствен имунитет со тоа што се распознава значи со различни антигени, односно стварат разноликост на антитела во неговиот организам. Освен тоа, во овој период не само што го следиме телесниот раст и развој на самото новородено, како напредува нели во висина, во тежина, тука многу битно е тоа што во овој период детенцето нели ги развива и своите интелектуални и когнитивни способности. Така да во овој период нели ја развива својата моторика, фината, грубата моторика, сензации различни, односно нели во периодот пред годината почнува да се развива и говорниот апарат кај детенцето, почнува да испушта зборчиња, да ги поврзува понатаму зборчињата во реченици и при тоа да развива комуникација и да го развива мисловниот процес нели. Така да овие 3 години се многу битни во развојот на самото детенце, кој што би рекла дека и во овој период треба активно во животот на детето да бидат вклучени и двајцата родители, и мајката и таткото, нели. Така да целокупната генетика кој што детенцето го наследува нели од двајцата родители, и мајката и таткото, и пред се околината каде што нели расте, го модулираат тој еден детски организам кој што понатаму нели го предодредува каков ќе биде во иднина. Така да во однос на имуниот систем што го поставивте прашањето, значи потребно е време кај самото детенце да се развие тој имунитет и да достигне капацитет кој што би се споредувало со возрастните. Така да тоа е индивидуално од дете до дете, кој што прилика велиме дека негде до 6-та година развива 40% од имунитетот што го имаат возрастните, нели? А докторке, важно ли е во првите 3 години да е присутно доењето, особено кај новороденчето? Дали мајчиното млеко е само храна или пак и начин за заштита од болести? Секако, значи мајчиното млеко е се. Така да ние педиатрите препорачуваме и форсираме ексклузивно доење до 6-тиот месец од возраста на новороденото, нели, на доенчето. Така да мајчиното млеко, освен тоа што ги задоволува оние прехранбени потреби нели на самото новородено, поточно нутритивни потреби нели на самото новородено, во себе содржи и имуноглобулини, односно антитела, кои што го штитат новороденото во заштита нели при донесува од инфекции. Така да особено би сакала да напоменам дека многу е битно после породувањето на мајката, она прво мајчино млеко кој што го нарекуваме колострум, кој што се произведува првите 2-3 дена, тоа содржи најголема концентрација на имуноглобулини, односно на антитела, кои што ги зема нели самото новородено. Така да мајчиното млеко не е само храна за самото новороденче, туку тоа е и заштита за самото новородено, тоа е исто така и психолошки мир му дава на самото новородено, така да би рекла дека мајчиното млеко е се, со еден збор. Светската здравствена организација до кога препорачува доење? Како што кажавме, до 6-ти месец се препорачува ексклузивно доење. Ексклузивно, значи само мајчино млеко, ниту вода, ниту чајче, ништо? Да, само мајчино млеко, така да нема потреба од никакви други дополнителни нели течности. Бидејќи кажавме дека мајчиното млеко содржи се што е потребно за самото новородено, за неговиот раст и развој. А потоа? А потоа се препорачува до 2 години, доколку има можност, нели, и мајката, доколку е во добра здравствена состојба, да го дои своето детенце. Покрај дохраната. Значи, покрај дохрана, се дохрана, значи, меѓу другото, наместо да се поведе кравио млеко или некоја друга млечна формула, најдобро детето се дои. Така. Одиме понатаму да видиме што е следно на ред за разрешување. Уште една вистина или заблуда во денешната телма амбуланта. Ако детето често се разболува, значи дека му е ослабен имунитетот. Докторке, дали ова секогаш точно, бидејќи кога ќе почнат децата да одат во градинка, родителите имаат чувство дека детето е постојано болно. Значи ли ова дека му е намален имунитетот или не? Така, значи, како што кажавме, првите 3 години
од периодот на развојот на детето, тоа често е подложно на инфекции. Тоа посебно важи за оние деца кои што посетуваат колективни установи како што се градинките. Така да не би рекла дека тоа значи ослабен имунитет. Така да ако таа една инфекција, горно-респираторна, најчесто кај децата се горно-респираторни инфекции, кои што по својата природа околу 80% се вирусни. Самата инфекција поминува спонтано, сама од себе, без при тоа да нанесе било какви компликации врз здравјето на детето, тоа сметаме дека е нормално. Значи тоа се сваќа дека е нормално, дека не станува збор за ослабен имунитет. Меѓутоа, ако тие инфекции кои што ги прележува детето понатаму имаат реперкусии врз неговото здравје, односно даваат компликации како што се пневмонии, воспаление нели на мозочето, сепси или други компликации кои захтеваат болничко хоспитално лекување, во тој случај велиме дека станува збор за ослабен имунитет кај самите деца. Така да ако во текот на првата година исто така ако се јавуваат чести отити, воспаление нели на увцето кај детенцето, пневмонии, до 2 пневмонии, 2-3 пневмонии, бронхопневмонии кај детенцето, тогаш више тоа ни е аларм, односно знак дека неговиот имун систем е ослабен и при тоа треба дополнително да се проследи, значи од страна на имунолог, односно треба да се консултира потребна имунолошка консултација понатаму. Докторке, колку пати во текот на годината е нормално детето да има горно-респираторна инфекција? Да предшколска возраст сега да проговориме. Во текот на првата година, претежно нели во предшколска возраст, нормално е 9 до 10 пати едно детенце да имат горно-респираторни инфекции. Додека пак кај оние поголеми деца, нели, школски деца, 5 до 8 пати и тоа се смета дека е нормално да имаат инфекции. Треба ли децата да се разболуваат за да бидат здрави? Па да, децата нели како што се разболуваат, кажавме дека така и нивниот имун систем зрее, односно на тој начин стекнуваат разноликост на антитела во својот организам, кој што го штити понатамо од инфекции или доколку дојде нели во контакт со истиот агенс за полесно да го распознае и полесно тоа сето тоа полесно да го надмине со поблага, полесна клиничка слика. Значи доколку нема компликации, настинките кај децата не го намалуваат, туку го зајакнуваат имунитетот. Така. Така, ова е беше добро да се разјасни, бидејќи обично родителите се навистина во грчиво страв кога ќе почне детето постојано да се разболува. И тука има уште една дилема која што треба да се разјасни. Еве, ова е еден голем страв за родителите. Честата употреба на антибиотици може да го ослаби детскиот имунитет. Родителите кои ќе почнат да им дават на децата антибиотици, но и антипиретици, значи средства за намалување на покачената температура, доаѓаат во една ситуација кога се плашат дека тоа можеби ќе наштети на детскиот имунитет. Па може ли? Така, значи антибиотикот треба да се даде секогаш таму каде што е потребен. Како што напоменав претходно, најчесто респираторните инфекции кај децата 80% се вирусни инфекции, така што не захтеваат третман со антибиотска терапија. Антибиотикот се дава само во случај кога имаме докажана бактериска инфекција. Честото давање на антибиотици го намалуваат имуниот систем кај самото детенце, односно ги нарушува и она нормална флора која што се наоѓа во неговиот организам, односно бактериите кои што се присутни во носето, во грленцето, во гастроинтестиналниот систем, така да антибиотикот се дава само доколку е потребен. Пред се би сакала да кажам дека многу голем проблем со антибиотиците е тоа што се развива резистенција према истите, како индивидуална, така и колективна резистенција. И тоа представува посебен проблем, да кога треба да дадеме антибиотик, истиот не делува, бидејќи бил даден нели кога немало потреба. Така да тоа е чест проблем во одредување нели на терапијата, како во амбулантски услови, така и во болнички услови. Што би им препорачале на родителите што инсистираат на антибиотска терапија при секоја настинка на нивното дете? Би им препорачала дека најпрво треба да дадат простор самото детенце нели да се избори со самата вирусна инфекција и при тоа е доволна само симптоматска терапија. Значи нема потреба од никаква антибиотска терапија. Така да доколку нивното дете крене температура, тоа е оној момент кој што и најмногу ги плаши нели родителите. Особено високата температура. Ете така. Кој што не се симнува и е упорна. Да, меѓутоа температурата представува одбрамбен знак на организмот, односно тоа значи дека самиот организам се бори против самата инфекција која што го нападнала нели детенцето. Така да кога децата покачуваат температура, тогаш во нивниот имунолошки систем настануваат една каскадна реакција на имунолошки реакции уствари,
кои што се борат против овај агенс. И при тоа доколку дадеме антипиретик, нели, ние сепак го намалуваме овој имун систем, овој имун одговор на таков начин што самата инфекција може да се пролонгира. Поради тоа се препорачува антипиретик, значи да се дава на температура над 38 со 5. А до тогаш се применуваат оние методи, нели, на туширање на детенцето, разладување на детето со разреден алкохол, масирање, нели, од главчето надоле и на таков начин, пиење течности. Пиење, секако пиење течности, хидратација, нели, на самиот детски организам, пожелно од електролитен тип. А дори доколку температурата надмина на 38 со 5, тогаш е пожелно, нели, да се даде антипиретик. Така да, апсолутно, во овој случај, кај вирусни инфекции, нема потреба од антибиотска терапија. Значи, покачената телесна температура не секогаш е непријател на детето, може да биде и нејзин пријател во одредени ситуации при борбата со вирусите, но и со бактериите. Секако, да продолжиме понатаму, дојдовме до оној дел дали антибиотиците може да наштетат на здравието на децата, односно на имунитетот, бидејќи сега има една нова теорија која што вели дека бактериите што живеат на нас и во нас всушност се клучни за нашето здравје, односно за имунитетот, и еве следната дилема, дали ова вистина или пак е заблуда. Детето, претераната хигиена лошо влие на детскиот имунитет. Сега, ова е дел од хигиенската хипотеза која што вели дека децата треба да бидат извалкани за да бидат здрави. Така, значи... Но дали ова исклучува пак примена на хигиенски навики? Така, значи има родители кои што премногу заштитнички се однесуваат према собствените деца. Велат неубаво детето под стаклено звоно да расте. Така да на некој начин ги чуваат буквално како под стаклено звоно во една средина кој што владеет една хиперчистота, односно тоа го нарекуваме уште еве и теорија, нели, на хигиена. Така да сето тоа негативно влијае врз нивниот имун систем и придонесува нивниот имунитет да реагира на малце еден поинаков начин. Ваквите деца кои што се чуваат баш во ваква хиперчистота се поподложни и на алергија. Поради тоа се препорачува, значи, детенцето да го пуштат надвор, така да имат еден слободен процес, нели, на растење на самото дете, да кажам. Родители не ги пуштаат дури ни да ползат децата на подот, за да не се извалкат и да не се разболат. Ако им падне цуцлата на земја, што да се направи? Мора да се дезинфицира, се измие? Па доволно е да се измие, нели, со топла вода, така да детето пред се треба да игра, па и да се извалка, нели. Меѓутоа сето тоа не исклучува дека хигиената е многу битен фактор, посебно личната хигиена, нели, врз имуниот систем на самото дете. Така да требат децата уште од мали да се научат, нели, на тие лични навики, да ги мијат темелно рачињата, посебно кога влегуваат, нели, во домот, пред секој оброк, така да тие се едноставни навики кои што детенцето ги учи од мало и понатаму си ги следи во текнат целиот свој живот, нели? Но не мора со антибактериски сапун да се измијат, ниту надвор постојано да им се бришат рацете на дечињата со влажни марамчиња. Нема потреба ни со влажни марамици, ни со ништо. А докторке, кога започува колонизацијата на новороденчето со бактерии? Како изгледа тој процес? Како се создава тој микробиом? Така, значи, кој што штити од болести? Да, кажавме дека имунитетот кај самото дете е вроден и стекнат. Вродениот го објаснивме дека се пренесува за време на бременоста, транспланцентарно преминуваат антителата кај новороденото и потоа самиот имунитет кај самото новородено се создава уште при самиот процес на раѓање. Така да оние деца кои што се раѓаат спонтано, при самото поминување низ родилниот канал на мајката доаѓаат во допир со оние добри бактерии кои што се колонизираат на нивната кожичка и го населуваат гастроинтестиналниот систем кај самото дете. И тоа уствари од тука почнува и целокупната основа во развивање на добар имунитет кај таквите деца. Меѓутоа, што е со оние деца кои што се раѓаат, нели, со царски рест? Тие го немаат овој уникатен момент на спонтано, нели, породување, односно поминување низ родилниот канал кај мајката и према најновите гайдлайнси, односно протоколи, водичи се тие за здраво дете, се препорачува веднаш со самото раѓање на детенцето да се воведе пробиотици, значи да се воведат пробиотици. А пробиотиците препорачувате ли да се даваат и понатаму и подоцна во животот за да се подобри имунитетот на детето? Значи може да се дава и понатаму во животот за да се подобри имунитетот на самото детенце, но меѓутоа јас би рекла да е тоа умерено. Така да секој препарат, па така и пробиотикот да е умерен.
Ке разјасниме сега уште една дилема, што е следно да видиме. Значи, вели, не постои лек што може да спречи детето да се разболува. Родителите денеска даваат се од себе за да го зајакнат имунитетот на детето, тоа да престане да се разболува, даваат витамини, имуностимулатори. Секоја мајка, баба, тетка има некој рецепт домашен за подобрување на имунитетот, па постои ли нешто магично за зајакнување на имунитетот што комплетно би спречило детето да се разболува? Так, значи ова исто е често поставувано прашање од страна на родителите, знаат да кажат: доктор, ке кажете нешто што да направиме, нашево дете цело време се разболува. Значи не постои магичен лек кој што може да влијае врз имунитетот на самото дете. Така да пред се би ги препорачала оние природни начини на зајакнување на имунитетот на нашето детенце, нели? А тоа се правилна, избалансирана исхрана, добар сон кај самото дете, редовна физичка активност, нели, престој во природа, прошетки во природа, така да сите овие мерки преземени, нели, го комплетираат и учествуваат во подобрување на имунитетот на нашето дете. Одиме понатаму, доаѓаме до делот на вакцините и имунитетот кај детето, и ова е една дилема. И вели, природниот имунитет е подобар од вакцинацијата. Значи има некој кој што вела детето е подобро да си ја прележи болести, ќе си има траен имунитет, но дали е тоа секогаш така? Тоа не е секогаш така, посебно кога станува збор за посериозни заболувања кои што можат да придонесат во настанување на компликации врз здравјето на детенцето. Така да за такви посериозни заболувања, нели, кои што може да имаат реперкусии врз здравјето на самото дете, а при тоа имаме вакцина, нели, постои вакцинација, пожелно е децата, нели, да се вакцинираат. Така да вакцините всушност представуваат суспензии на мртви или атенуирани, ослабени микроби, вируси или бактерии, и при тоа во детскиот организам не предизвикуваат болест. Значи не може да предизвикуваат болест и при тоа нема никаков ризик во настанување на компликации од истите. Така да жално е како актуелната ситуација сега што ја гледаме со епидемијата на голема кашлица, болести кои што биле искоренети, повторно сега да ги гледаме, а при тоа имаме вакцини за да ги заштитиме децата. Така да, апсолутно, подобро е да се вакцинираат децата за да се заштитат од овие сериозни заболувања. Ја споменавте големата кашлица. Кои се симптомите на оваа болест? Како да се препознае големата кашлица? Магарешка кашлица уште нарекуваат, пертусис. Значи, големата кашлица представуваат едно високо контагиозно, заразно заболување, кој што е предизвикано со една грам негативна бактерија, кој се нарекува Bordetella pertussis. Оваа бактерија ги населува горните дишни патишта, нели, кај децата, па и кај возрастните, и при тоа е карактеристично со тоа што лачи еден токсин, кој што самиот токсин учествува во нарушување на онај епител на респираторниот систем, ги оштетува тие цили и ги оголува рецепторите за кашлање. Поради тоа и се јавуваат оние карактеристични напади, нели, на кашлица, кои што се типични за самата болест. Со тоа што на крајот нападите од кашлицата се јавуваат еден така наречен призвук, кој што е налиг на магаре, на звукот магаре, поради тоа и народски го добила името магарешка кашлица. Самиот тек на болеста има 3 фази. Така да првата фаза ја нарекуваме уште катарален стадиум, со тоа што во првата фаза се јавуваат оние обични некои катарални симптоми кои што се присутни кај секоја било која настинка. Тоа се кивање, течење на носето, насолзени очиња имаат, нели, детенцето, и при тоа многу ретко би се посомневале дека станува збор баш за голема кашлица. Меѓутоа, понатамо, втората фаза, каде што се присутни овие напади, значи драматични напади на кашлица, тогаш најчесто во оваа фаза се сомневаме и се дијагностицира, нели, и самата болест. Овие напади на кашлица пред се поопасни, да кажам, и со потешки компликации кај најмалите деца, а тоа се доенчињата. Кај нив, бидејќи нивниот организам е многу мал, нели, се уште нездрел, со самото оголување на тие рецептори за кашлица настануваат такви напади на кашлица кои што доенчето може и да престане дури и да диши, односно се јавуваат периоди на апнеа, кои што овие периоди на апнеа, токму и тие не плашат нас, нели, докторите, бидејќи самото детенце останува без кислород. Така да може да се јави дури помодрување на самото дете во актот на кашлица, односно цијаноза.
Исто така, многу често кај доенчињата, претежно кај тие што не се вакцинирани, настануваат компликации од самата болест, а тоа се пневмонија, воспаление на мозочето, потоа исто така поради самите напади на кашлица, самиот напор кој што го вложува доенчето, може да настане ингвинална хернија, папочна кила да се манифестира, па дури и фрактура може да настане и на ребра, како и ректален пролапс, кој што сите овие состојби бараат хоспитален третман. И последната фаза, тоа е фазата на рековалесценција, кој што трае од прилика 2 недели, а самата фаза на кашлица трае исто така 2 недели до 1 месец. Може и подолго. Третата фаза, тоа е фазата на опоравување, кој што исто така трае околу 2-3 недели, може и таа да трае подолго, кој што овие напади на кашлица го намалуваат својот интензитет и се поблаги, меѓутоа кашлицата и понатаму е присутна. Како се диагностицира болеста кога ќе дојде дете со овие симптоми? Болеста се диагностицира со едноставна PCR метода. Тоа е полимераза верижна реакција, кој што постојат респираторни панели, каде што се детектира бактеријата Bordetella pertussis. Такви респираторни панели имаме и во нашата клиничка болница Жан Митрев. Имаме 3 респираторни панели, каде што во сите 3 респираторни панели ја имат и самата бактерија Bordetella pertussis и при тоа е со едноставно земање на бриз од нос и од грло, како што беше за COVID? На таков начин? Ете така, на таков начин, како што правевме брисеви нели за COVID, и при тоа имаме многу брз резултат. Значи, за отприлика час и половина имаме резултат. Дури кај возрастните може да се јави оваа болест, значи и тие може да направат еден таков тест, доколку се сомневаат дека имаат пертусис. Во колку вакцини треба да се примат за детето да биде заштитено од пертусис? Така. Вакцината за пертусис, тоа е дитепер вакцина, таа е во склоп на оние поливалентни вакцини, кои што кај нас ги имат од 2015 година се воведени. Тоа се 5-валентни вакцини и 6-валентни вакцини. Во склоп на 5-валентните вакцини влегува дитепер вакцината, полио вакцината и хемофилус инфлуенца вакцината, додека пак во склоп на она 6-валентна вакцина влегува освен овие сега што ги посочив вакцини, плюс вакцината за хепатит Б. Вакцината за пертусис, за големата кашлица, нели, се дава во 3 дози и тоа кој што се започнува, тоа е примоимунизација, велиме, кој што се започнува со полни 2 месеци од животот на доенчето, се дава во растојание од 2 месеци, значи на 2 месеци, на 4 месеци, па на 6 месеци. Потоа се прави ревакцина, се врши ревакцина и тоа имаме 2 ревакцини. Првата ревакцинација е на 18-месечна возраст, додека втората ревакцинација е на 7-годишна возраст, односно кога детето нели оди во училиште. Така, дава ли ацелуларната вакцина некакви несакани ефекти, оваа поливалентна која што споменавте? Значи ацелуларната вакцина... И колку време трае заштитата всушност од пертусис? Ацелуларната вакцина не дава негативни ефекти, значи во однос на општиот статус на детето, во однос на температура, може да даде само локална реакција и тоа лесно црвенило оток, па и лесна болка, нели на местото на апликација. Така да, на прашањето заштитата колку трае, значи од 5 години до максимум 10 години имаме нели имунитет, кој што понатаму имуногенеста на самата вакцина опаѓа. Исто така би сакала да напоменам дека со првите 3 дози вакцина кои што ги прима нели доенчето, стекнува 50% заштита, односно 85% заштита првично врз својот имунитет за заштита од големата кашлица, кој што понатаму ова имуногеност настанува пад на титарот нели на антитела и поради тоа многу е битно да се ревакцинира на 18-месечна возраст. Доколку е нема таа вакцина што обично ја прескокнуваат, бидејќи избегнуваат ММР вакцината и потоа не ја примаат оваа ревакцина. Ете така. Така да едно детенце на 3 годишна возраст, да кажам, доколку не е ревакцинирано на 18-месечна возраст, кај него имунитетот е многу опаднат. Поради тоа се препорачува, значи е пожелно да се примаат и двете ревакцини, бидејќи го бустерираат самиот имун систем. И точно така, како што кажавте, со пропуштање, односно со отпорот што го прават родителите према оваа МРП вакцина, а се дава нели на година, на 13 месеци, подзабораваат на некој начин да го вакцинираат своето дете на 18-месечна возраст и со дитепер вакцина. Така да опфатот со дитепер вакцината на 18-месечна возраст е драстично опаднат. Поради тоа ја гледаме и оваа ситуација сега
со епидемијата на голема кашлица. Така да, секојдневно во работа со родителите и со нивните деца, значи апелирам да ги носат децата, редовно да си ги имунизираат по календар, со тоа што, како што кажавме, нема никаков штетен ефект од самите вакцини. Напротив, може да ги заштитат нивните деца. Еве сега уште една дилема во однос на вакцините. Заблуда е секако, но еве ќе објасните зошто и како. Вели, вакцинацијата предизвикува оптоварување на детскиот имунитет, односно на детскиот имунолошки систем. Сега се случува луѓе да тврдат дека денес се дават се поголем број на вакцини во повеќе дози, ги споменавте поливалентните вакцини, дека сето тоа може да го оптовари детскиот имунитет кој што се уште е во развој. Па има ли вистина во тоа? Има ли детскиот организам капацитет да прими толку антигени одеднаш? Така, значи детскиот организам апсолутно има капацитет да прими толку антигени одеднаш и токму поради тоа се даваат уште од најмала возраст, бидејќи нели самото доенче не е заштитено, кажавме дека нема стекнато имунитет. Така да уште од самото раѓање се вакцинираат, како што е на пример вакцината со хепатит Б. Само што се породува мајката, нели првите денови, уште во родилиште новороденото го вакцинираме со хепатит. Така да многу е битно што порано да започне вакцинацијата, односно имунизацијата на децата, токму со цел за да стекнат имунитет, односно да имаат некоја одбрана према овие сериозни заболувања. Така и новороденчето, бебињата постојано се во контакт всушност со различни антигени од околината, така што има и некаква теорија и некои студии дека ова напротив нешто е штетно, туку е и корисно. Корисно, така. Што значи дека вакцините помагаат да се развие детскиот имунитет? Може така да се заклучи? Така, вакцините помагаат да се развие детскиот имунитет, со тоа што на таков начин вршиме стимулација на имунитетот, односно стимулирање на организмот на детенцето да развие антитела према тие заболувања. Продолжуваме понатаму да видиме што е следно на ред за разјаснување во денешната Телма амбуланта. Навистина има многу дилеми кои што се поврзани со детскиот имунитет. Вели, за детето да има добар имунитет, потребно е доволно да спие. Како пак сега сонот влијае на имунитетот во детска возраст? Така, значи сонот е исто така доста битен, колку што е битна и исхраната кај едно дете, така да добар и квалитетен сон доста влијае врз развој на добар имунитет кај самото дете. Сонот на некој начин представува и рестартирање на организмот на самото дете, нели да се одмори од оние дневни активности кои што ги има. Така да докажано исто така дека за време на сонот настанува и лачење на хормонот за раст, поради тоа велиме дека децата растат во сон. Така, децата значи, растат во кога има спијат. вистина. Има вистина, точно е тоа така. Така да сонот е подеднакво битен, како што кажав, колку и исхраната, колку и физичката активност и при тоа се препорачува посебно кај помалите деца, нели, кои што се во фаза на раст и на развој, сонот да е подолго застапен, како во текот на ноќта, така и во текот на денот, односно да има препладневна дремка, попладневна дремка, многу е битно децата да имаат некој ритам кога легнуваат навечер, нели, да не биде тоа касно, доцна, да имаат 9 до 10 часа сон во текот на ноќта по големите деца. Така да сето тоа е многу битно и врз самиот имун систем кај нашите деца. До кога се препорачуваат дневните дремки на децата? Дали само во првата година или може да се практикуваат и подоцна? Па тоа е индивидуално, зависи од самото детенце, нели? Во првата година се препорачува да имаат и тоа 2 дремки, препладневна, попладневна дремка и при тоа да се воспостави некој ритам како на сонот, така и со исхраната, нели? Секој дисбаланс кој што предизвикуваат како во неправилно, нередовно спиење, да кажам, недоволно сон кај нашите деца, неправилна исхрана, секој тој дисбаланс предизвикува нарушување и пат, нели, на имуниот систем кај нашето дете. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент во денешната Телма амбуланта. Почитувани, сега ги отвараме линиите. Ке можете да се вклучите во програма, да поставите некој прашање, некоја дилема поврзана со имунитетот кај децата. Ние разјаснивме голем број дилеми, голем број заблуди беа разјаснети, но и вистини потврдени. Имаме уште неколку во текот на емисијата за кои што ќе проговориме, но секако ќе оставиме простор и вие да се вклучите во програма. Одиме понатаму со уште една дилема. Всушност ова е веќе нешто што е правило, верувам дека сите добро го знаете и вели. За децата да бидат здрави, треба да бидат активни и што повеќе време да минуваат надвор во игра.
Нашите генерации, доктор, ке растеа на таков начин. Постојано бевме надвор, постојано трчавме, постојано игравме, но децава сега од најрана возраст се со таблетот во раце. Можеме да видиме и мали деца во количка како ги туркаат и во рачето држат мобилен телефон и гледаат нешто на YouTube. Што ова значи за детското здравје и за имунитетот? Така, како што кажавте, значи се препорачува децата што повеќе да бидат активни, да спортуваат, значи да се физички активни, да играат, да трчаат, да бидат надвор. Значи дете треба секој ден да престојува надвор во секој период од годината, со исклучок само кога времето е ветровито или пак има поројни дождови. Така да и во минусни температури во зимно време, добро облечено, треба дете да престојува надвор. Што поголем престој во природа, па макар да се тие и некои кратки прошетки нели за време на викендите. Така да сето тоа влијае врз самиот имунитет на самото дете и врз јакнење на имуниот систем кај нашето детенце. Така, но често пати тука е исклучително загаден воздухот, особено во големите градови. Што значи загаден воздух кога зборуваме за имунитетот кај децата? Точно. Воздухот е загаден, како во поголемите, така и нели во помалите градови, поради тоа се препорачуваат престој, нели, барем како што кажав за викенд, престој на планина, на водно ете во поголемиве градови во Скопје. Така да било кој престој во природа е од корис за самото дете, за имунитетот на самото дете, па и за нас возрастните заедно со нив. Колку време смее детето да поминува пред екран? Колку време пред екран? Да. Значи пред екран максимум 1 час и тоа е многу. Така да што помалце треба децата да се изложени на тие екрани, на таблети, на компјутери, нели, пред телевизор, така да сепак се форсира самото дете да игра, па да си најдете некоја креативна игра, да црта, да бои, нели, така да се само да не биде пред екран. Посебно за деца кои што се во период каде што се развива говорниот апарат, каде што прозборуваат. Така да секојдневно во нашите амбуланти гледаме деца кои што имаат потешкоти во говорот. Така да тоа пред се би сакала да го потенцирам, што помалце таквите деца да престојуваат пред екрани, пред телевизор, а што повеќе надвор во природа. Значи надвор во природа и при тоа да си играат. Може да си играат веќе како што споменавте и во земја, со трева, со гранки и слично, не треба да се ограничува бидејќи хигиенската хипотеза пак тврди дека тоа е начин да се создаде добар имунитет. Одиме понатаму со уште една дилема која што вели полничките деца и децата со прекумерна тежина не се здрави. Обично знаат да еве и бабите, тетките, па и ние кога ќе видиме некој полничко дете, да речеме, леле колку е сладко, црвени му се обравчињата, тоа е знак за здравје, но очигледно не е така. Се забележува епидемија на дебелина. Каква е поврзаноста на покачената телесна тежина со детскиот имунитет? Така, значи, кажуваме дека здраво дете е слабо дете, доколку кај самото детенце е воведена нели правилна избалансирана исхрана која што е богата со овошје, со зеленчук. Додека пак обезноста, како кај возрастните, така и кај децата, имаат негативно влијание врз самиот имун систем и не само тоа, туку представуваат и ризик за понатамошниот развој на самото дете од диабет, од кардиоваскуларни заболувања и при тоа така да дебелината, односно обезноста, зазеди едни исто така епидемиски размери кои што треба да се обратит внимание. И при тоа таквите деца нели е пожелно да се проследат, да се види нивото нели на холестерол во нивниот организам, кој што знае да биде исто така и покачен, така да сето тоа е ризик фактор во појава на овие хронични заболувања. Всушност започнува во детска возраст, бидејќи споменавте покачен холестерол. Исто така кај децата со покачена телесна тежина се забележува дури и покачен крвен притисок. Тоа се сериозни заболувања кои што оставаат трајни последици. Не само по имунитетот, туку и по општото здравје. Па еве сега некои насоки во однос на исхраната. Што значи здрава исхрана кај дете за да не дојде до ваков проблем? Така, како што кажавте, сето тоа значи влијае врз тежината на самото дете, пред се исхраната. Така да често знаеме да кажеме
дебело е детенцето, тоа е наследен фактор. Точно, и наследниот фактор и генетиката имаат пред се пресудна улога, меѓутоа треба да се воспостави и навиките на исхрана во семејството, нели? Така, точно, тоа сакав и да го кажам. Така да многу се битни тие здрави навики на исхрана, кои што велиме дека е потребно една избалансирана исхрана, кој што се состои од доволен внес на протеини, преценели, се форсира телешко месо. Потребно е да имаат децата 3 главни оброци и 2 ужинки, кои што би биле овошје, зеленчук. Така да тоа е најдобро за да сепак се одржи тежината на децата да бидат идеална како што треба. Така, Светската здравствена организација вели да не се дава сокче на децата во првата година или првите 2 години. Препораката така прилика гласеше. Што потоа? И зошто велат не сок? Не се препорачува на сок претежно на деца до 1 годишна возраст, па и понатаму не е добро, бидејќи самиот сок содржи голема калориска вредност, односно содржи поголема концентрација на шекери, а многу помалце хранливи материи, односно она што е битно за детскиот организам. И поради тоа не препорачуваме давање на сокчиња до 1 годишна возраст, додека пак понатаму, доколку и се дадат, тие да бидат разредени и да се пред се свежо цедени сокови, да не се купени, флаширани, конзервирани. Во кои што има додадени шекер, бидејќи тие треба да се избегнуваат. А што да се прави со децата додека се болни во однос на исхраната? Се извинам, кога одбиваат исхрана, кога одбиваат храна, дали треба родителите да ги принудуваат во тие моменти децата да јадат? Ке влие ли тоа на имунитетот? Велат јади за да оздравиш побрзо. Така, значи нормално кога децата се болни, кај нив е намалени самиот апетит, значи одбиваат да јадат, не сакаат да јадат, така да не треба да инсистираме во тој период со сила да кажам да јадат, така да многу е битно во овој период додека се така болни да внесуваат доволно течности, односно да се рехидрира самиот организам. И да внесуваат она што го јадат, да е здраво, да е како што треба, тоа што го внесуваат, повеќе овошје, зеленчук, супа, пилешка, течности. Да се врати навиката за семеен ручек, тоа вела дека е многу важно. Многу е важно, така да сите навики децата ги учат пред се од родителите. Она што го учат од родителите, уште од најмала возраст, понатаму го следат и во текот на својот живот. Односно, практично, родителот е тој кој што е модел за самото дете, како во овие здрави животни навики, така и за се. Што да преземат родителите чие што дете има покачена телесна тежина? Каде треба да го однесат? Дали ке матичен педијатар, дали не ендокринолог, дали ке нутриционист? Што советувате? Децата кои што се обесни, кои што имаат покачена телесна тежина, значи тие треба да се проследат од страна на детски ендокринолог. Значи треба да се направи една ендокринолошка проценка, да се направат дополнителни доиследувања и понатаму да се одреди самиот тек на терапија доколку е истата потребна и секако да се стават под некој диететски режим на исхрана. Треба ли децата да пијат витамини и минерали за да го зајакнат имунитетот? Еве ова беше предвидено да се најде на листата, но го немаме на телоп. Така. Пред да го вклучиме гледачот само кратко. Така, значи се препорачува пиење на витамини и минерали и тоа кажав умерено. Пред се би сакала да ставам акцент на витаминот Д. Тоа е еден од битните кој што има битна улога врз самиот имун систем на самото детенце, па и кај возрастните, кој што тоа ни го покажа и ковид пандемијата, кога пиевме поголема концентрација на витамин Д, бидејќи самиот витамин Д има антиинфламаторна и имуномодулаторна улога врз имунитетот на самото дете. Така да витаминот Д се препорачува уште од самото раѓање на децата, од 8-миот ден после раѓање на новороденото, да се внесува витамин Д заедно со К1, кој што е битен против карварења, а после 3-тиот месец се дава витамин Д заедно со омега, кој што омегата е битна за развој на мозочето кај нашето дете. После годината до 18 годишна возраст се препорачува редовно земање секојдневно на витамин Д и тоа во период од октомври до април месец. Така. Бидејќи тогаш имаме и помалце сончеви денови, кои што кажавме дека витамин Д е баш поради тоа и многу битен во улогата на имуниот систем на самото дете. Во месеците што имаат буквата Р, велат така, народ. Месеците кои што имаат буквата Р. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент. Добар ден за првиот од нив.
Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Јас, господја Марија, се извинувам, ве барам цело утро. Само една, ако имам една молба до вас, не сум со темата. Дали може да ми кажете за докторката што ви беше во емисија за Карпал тунел, од која клиника беше и како се викаше? За денешната емисија? Не, душо, не. Ке се јавите, се извинувам, после емисија, тоа навистина не може во програма да се разјасниме во која емисија, кој гостувал и како гостувал. Меѓу другото, имате страница на Facebook, Телма амбуланта, _0 плюс месеци на телевизија Телма, таму се објавени сите емисии, се објавени фотографии со гостите, темите на кои што сме говореле, а има и канал на YouTube. Можете да побарате Телма амбуланта, поставени се прописно сите емисии и таму ќе го пронајдете она што ве интересира или јавете се после емисија, па ќе ви дадам одговор. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката, поздрав и до водителката. Ви благодарам. Едно прашање имам за докторката. Тука е една баба на неполни 4 години детенце. Живее во странство кај што слуша германски, италијански и македонски. Зборовите ги знае, сите знае да го изговоре, меѓутоа не може се уште да поврзува реченици. Зборот ми е дали тоа дете натака има потреба за да потражи помош од некаде или... Што понатаму? Значи, вие сте загрижена, бидејќи забележувате проблеми со говорот. Ви благодарам за вклучувањето. Исто ова е една голема дилема кај родителите. Претпоставам дека секогаш најнапред се обраќаат кај матичниот педијатар, па потоа тој ги упатува каде понатаму. Сметате ли дека тука постои потреба за некаква посебна интервенција? Така, колку што расправ станува збор за 4 годишно детенце, така? Изложено на 3 јазика. Изложено на 3 јазика, така да колку повеќе јазици нели владее детенцето, сето тоа стварат и некоја конфузност во неговото мозоче, така да би препорачала нели консултација со логопед, односно потребно, сметам дека се потребни и логопедски третмани во случај. Логопедски третмани на таков начин претпоставам дека може да се реши проблемот. Ние продолжуваме понатаму. Пред малку зборувавме за витаминот Д. Не, ќе вклучиме уште еден гледач, а потоа ќе разјасниме дали е подобро да се зема D3 или пак може би рибино масло, кога станува збор за развојот на детскиот имунитет. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас сум баба на 3,5 годишно внуче, Така? кое до сега нема ни една вакцина примено. Дури ни во породилиште полио што се прима, нема примено. Сега што ни советувате вие, како ќе се оправаме? На која возраст е вашето внуче, рековте? 3,5 години. 3,5 години. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Има вакви примери. Така. Сега, кога ќе одлучат родителите дека сакаат нивното дете да почне да прима вакцини, со какво темпо, по каков редослед се примат? Може ли да ги примат сите вакцини од вакциналниот календар? Така, имат исто така и Ви многу имате деца. работено и порано во вакцинален пункт, така што имате искуство со оваа тема. Така, и за ваквите деца кои што имаат испуштено, значи, кои што практично ги имаат испуштено сите вакцини, се прави исто и за нив посебен календар за вакцинација, односно и тие почнуваат пред се од првата вакцина, истиот календар важи како и кај другите нели новородени, кај другите деца кои што се водат по тој календар. Така да колегите во вакциналните пунктеви им прават посебен редослед и ги закажуваат за секоја наредна вакцина кога треба да се обратат и да одат. Така да апсолутно и кај нив се воведуваат календар на имунизација исто како и на претходните деца од помала возраст. Треба децата да бидат комплетно здрави за да ги примат вакцините, бидејќи оние што одат во градинка имаат растечено ноше, подкашлуваат, болежли си ви се во текот на целата година. Така, прво да разјасниме што значи здраво дете. Значи, дете на кој што му тече носето, нели? Но при тоа игра, трча, јаде, пие, спие. Тоа не е болно дете, тоа е здраво дете. Кај малите деца, значи кај доенчињата, дете кој што доенче, кој што цица, кој што добро напредува во тежина, се смее, гуга, игра и тоа исто така е здраво дете. Така да
често течење на носето, тоа не е контраиндикација за вакцинација. Тоа се сепак здрави деца. Или пак најчесто оние деца кои што посетуваат градинки, кои што одат во градинка, често знаат и тоа од случаен наод на бриз на нос или грло да се изолира некоја бактерија, но при тоа самото дете нема некои симптоми на акутна бактериска, да кажам, инфекција. И тоа се исто така здрави деца. Така да апсолутно сето тоа не е контраиндикација за едно дете да се вакцинира. Така да често родителите знаат да кажат, не успеав да го вакцинирам моето дете бидејќи цело време беше болно. Не може едно дете цело време да е болно. Така да сето тоа, сите овие симптоми на растечено носе, сепак тоа се одлика на здраво дете, а при тоа нема температура, игра, трча, јаде, пие. Сето тоа се здрави деца и при тоа сите тие треба да се вакцинираат. Единствена контраиндикација за вакцинација, кој што ја пишува и во сите упатства на вакцини, е само доколку се јави анафилактичен шок, да кажам, тоа е тешка алергиска реакција од самата вакцина или некоја од компонентите на вакцината, кој што е исклучително многу ретко. Треба да се направи крвна слика пред да се прими вакцината? Крвна слика и ова исто така е често поставувано прашање од страна на родителите. Прашува, доктор, ке прво крвна слика да направам па да го вакцинирам моето дете. Така да лабораторијата, односно крвната слика, апсолутно не значи ништо. Детенцето на преглед може да е здраво, да нема никакви симптоми, крвната слика да е уредна доколку ја направат, а при тоа самото дете да е, да кажам, во период на инкубација на некоја вирусна нека биде инфекција. И при тоа, така да после неколку часа или наредниот ден да развие симптоми, а при тоа да се совпадне со самото примање на вакцина. И така да најчесто секогаш родителите знаат да е обвинат вакцината дека е причина за ова симптоматологија кај нивното дете, така да апсолутно пред вакцина нема потреба да се прави да се травматизираат децата со крвна слика и со било какви лабораториски иследувања, доколку самото дете на преглед е здраво, може да се вакцинира. И моето последно прашање за денеска е дали подобро да се даде суплемент D3 кај детето или пак рибино масло кога станува збор за имунитетот. И едното и другото не е грешно, така да може да се даде или витамин D или рибино масло, бидејќи рибиното масло содржи и витамин D и омега, како што кажавме, омега 3, омега 6 масни киселини кои што се битни за развој на мозочето кај детенцето. Така да или рибино масло или витамин D. Значи нема да погрежат ако го употребат ниту едното и другото. Так. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта, што разјаснивте бројни дилеми поврзани со развојот на имунитетот кај децата. Верувам дека родителите проследија емисијата, па и бабите и дедовците секако и дека ќе биде корисна кога станува збор за развојот на детското здравје. Благодарам, Марија. Се надевам дека темата допре до гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ова беше уште една емисија во која што заедно ги проширивме видиците за здравието. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Ви посакувам пријатен ден.